Сликовна исповед е насловена ретроспективната изложба на Јана Манева Чупоска. Повеќе од 100 дела го содржат приказот на изминатите 30 години работа на Манева Чупоска, презентирани на над 60 изложби низ галериите низ светот, а и првенствено во Македонија. Интересно е да се види низ овој 30 годишен времеплов како ќерката го надминува татка си, коле маневството во своето сликарство и како застанува на своји нозе. Благодарам за убавата најава. Како беше, да речам, она позната реченица дека мајсторот ќе биде многу среќен ако тој што му е негов, да речем, соработник или го учи во една фаза, стане подобар од него. Што значи дека мисијата е успешна од двете страни. И на татко ми, и мојата, за успешно пренесување на знаење, за успешно пренесување на вредности во уметноста, критериуми, многу работа, дека тоа е трнлив пат, дека не е така едноставно, дека никој нема да ви го подари како велат на тацна или да ви го дадат вака, дека навистина е тоа креативен пат, но доста тежок, кој што поминува низ многу процеси на само себе испитувања, научење од собствените грешки, што е тоа што треба да се направи уште подобро, да се биде искрен во творештвото, од друга страна голем професионалец. Тоа се атрибути кои што сум ги добила семено, посебно од татко ми, кој што сме во истата професија. И секако дека и мене ми е драго кога, да речем, во оваа зрела моја фаза авторска, ќе биде и тој задоволен, односно, значи дека и двајцата сме успеале по својот собствен пат, а сепак на хоризонтот да се најдеме негде заедно. Всушност, на почетокот на кариерата, што си кажа себе си, за да се оттргнеш од семејниот ликовен товар? Морам да признам дека не сум го чувствувала како товар. Може би општеството кај нас, ние што сме, и ова е многу интересна тема, за која што многу често говорам со колеги кои што исто така се синови или ќерки на познати уметници. Факт е дека нашиот пат е уште потежок од тие кои што не се, како велите вие, да се ослободат од товарот, од сенката, од така натаму. Јас тоа не го доживеав така, но може би некој друг тоа така го доживеал. И навистина нашиот процес на градење на кариера е многу потежок, заради тоа што кај нас во нашето општество најчесто тоа така се подразбира. Дека тоа влијае, секако дека влијае, јас сум израсната со творештвото на мојот татко. Ако не влијало, тогаш нешто не е во ред. Значи, еве ако сакате и од биолошки, најмедицински аспект, значи кога вие растете со некое творештво кој што е исто ремек дело и мајсторски направено и сите тие силни фигурации кои што ги има татко ми, например, нормално е да влие врз свеста на целото семејство. Сега, бидејќи јас сум одлучила да одам по тој пат, се очекува да има некакви знаци, символи, но тоа е повторно крајно различно. Различно е затоа што сме сепак различни две човечки суштества. Тоа што сме, да речеме, во најблиското семејство, тоа е сосема нешто друго. Тоа е исто како да вие барате од близнаците да се подпишат исто со исти ракопис. Не е возможно. Едниот ќе се подпише така, со истите букви, другиот ќе се подпише во свој стил. Но факт е дека, повторно велам, многу често дискутираме со колеги дека не ни е баш така лесно отворен патот на ние, да речеме, наследниците на познатите уметници. За жал би рекла, бидејќи тоа се некои остатоци од некакви мислења во нашето општество, дека ета нас ни е се тоа дадено, дека ние мораме да бидеме успешни затоа што сме со име и презиме од тоа семејство, тоа тотално не е така. Значи, воопшто не е така и не треба да биде така. Затоа што
мојот личен труд е една работа и тоа што, како што почнавме на почетокот на емисијата, всушност тоа беше и да речем идејата воспитувањето на моето семејство, на мојот татко, во кој што велеше, ако влезеш керко во овој свет, не е едноставно, не е лесно, многу е тешко. Ке треба самата да се избориш за се што ќе посакаш да го правиш во овој уметнички свет. Еве некакво, суштост не некакво, еве се гледа едно 30 годишно изборување за сопствен ликовен идентитет. Многу изложби самостојни се за тебе, неколку циклуси се овде представени и зошто всушност ги апострофираш овие неколку циклуси, сите се различни, но во сите може да се каже дека твојата потрага по низ традицијата е заедничка за сите. Традицијата во служба на совремието. Да. Тоа е тој постмодерен пристап кој што јас го користам како игра помеѓу фолклорот и ликовната уметност, помеѓу тој автореферентен систем каде што сум јас застапена како, да речем, субјект, објект, каде што преку мене во директна смисла ги пренесувам тие символи и пораки кои што сакам да ги дадам. Тоа е така поради интересот кон фолклорот. Јас докторирав на Институтот Марко Цепенков во Скопје, кај професор доктор Зоранчо Малинов, и сметам дека од тогаш јас го имав тој сензибилитет и предходно, меѓутоа кога го спремав и подготвував докторатот, кога навлегов во тие сериозни истражувања, дефинитивно ми се потврди фактот дека сум на прав пат. Ми отвори неверојатни големи можности за визуелни справувања, визуелни, да речам, толкувања, за можеби за некој тој научен аспект, тие се методологии научни кои што се утврдени за докторски студии, докторат, меѓутоа кај мене мораше тоа да излезе целото тоа истражување и на ваков начин. Ми се потврдија потребите, ми се потврдија аргументите, историските факти, етнолошките факти, целиот тој процес, целиот тој символ, со посебен акцент на носиите од Западна Македонија, иако беа обработени сите, со статусот на жената во тој период, со принципот на работа и изработка на носиите, бидејќи се целосно рачен процес, органски, како се вели сега, еколошки, со современ терминологија. Тоа е дефинитивно, да, мојата скала на која што јас паралелно и од научен аспект сум активна на конференции кои што се однесуваат на фолклорот, но од друга страна и мислам дека ќе биде тоа траен белег во моето ликовно творештво и дизајн, бидејќи на изложбата се представени дизајнерски решенија, повторно од областа на дизајн на текстил, каде што ги имплементирам овие работи за кои говорам. Изложбата Сликовна исповед на Јана Манева Чупоска е во Мала Станица и ќе трае до крајот на ноември.